Благодарам, почитуван председателе, почитуван председател на владата, почитувани министри, почитувани колеги. Имам три пратенички прашања. Првото го упатувам до владата на Република Македонија и другите две прашања се до министерот за транспорт и врски. Првото моje пратеничко прашање е поврзано со новиот проект на владата и е од областа на спортот. Конкретно се работи за проектот отворени фитнес зони кои што треба да се изградат на отворено во природа во 20 градови во нашата земја. Истите ќе бидат опремени со најразлични реквизити за спортување, односно вежбање на отворено. Проектот ќе се реализира преку Агенцијата за млади и спорт и веќе мислам дека во Велес е отпочната и изградбата на една прва ваква зона. Бидејќи и во Струга е предвидено изградба на една ваква отворена фитнес зона, младите, оние кои што редовно спортуваат и ги користат теретаните, поставија до пратеничката канцеларија поголем број на прашања, од типот, например, која е процедурата за изградба на овие истите и колку тоа е поврзано со локалната самоуправа. Зошто го поставуваат това прашање? Затоа што стравуваат сите оние љубители на спортот да и овај проект кој што е финансиран од владата на Република Македонија да не биде обструиран од страна на градоначалникот кој што во континуитет ги обструира сите проекти во Струга кои што се финансирани од владата на Република Македонија и затоа прашува дали би постоел некој механизам доколку владата би го искористила ако и овај проект биде обструиран од страната на градоначалникот и согласно динамиката кога е предвидено да отпочне изградбата на ваква зона во град Струга и би замолила од владата на ова прашање да ми се одговори во писмена форма. Второто прашање е упатено до министерот за транспорт и врски за уште еден мощен важен проект за младите, за овозможување да се стекнат со свој дом и брзо да застанат на своји нозе. Значи станува збор за проектот типски населби за млади, кој треба да стане реалност во над 50 општини во Република Македонија. Значи, нели ќе се изработуваат урбанистички планови за истите во типските населби, локациите за изградба на индивидуални стамбени објекти ќе се продаваат со почетна цена од 1 евро по метар квадратен, нели на јавни аукции. Од најавите на министерот се информиравме дека оние општини кои што ќе се пријават на огласот и кои се заинтересирани да имаат во нивните општини ваков вид на типски населби, владата, односно Министерството за транспорт и врски, ќе им ги изработи урбанистичките планови на општините и за тоа општините нема да сносат никакви финансиски трошоци. Прашањето е да ни дадете по конкретни детали токму околу овај проект, кои се бенефитите за граѓаните, кои се бенефитите за општините, кои граѓани имаат право да аплицираат и кои се општини кои што изјавиле спремност да реализираат еден навистина исклучително важен проект за младите луѓе во нашата држава. Третото мое прашање исто така е да е упатено до министерот за транспорт и врски, а е поврзано со еден локален проблем за кој што министерот сметам дека е информиран. Конкретно се работи за канализационата главна мрежа која што треба да помене низ селото Ложани и Струшко. Револтот повторно го прави градоначалникот, проблемот е од локален карактер. За жал, господинот Зијадин Села и после 3 години од неговиот мандат не успеа да излезе од неговата тесноградост и да покаже една ширина во градоначалничката функција. Ни селото Ложани треба да помине главниот цевковод и да ги поврзе канализационите системи на селата Корошишта и Ливада со колекторскиот систем во Враништа. Во што е револтот кај граѓаните од село Ложани? Градоначалникот изработил проектна документација и обезбедил финансиски средства за изработка на секундарна мрежа во село Корошишта и во село Ливада. Овие села, морам да потенцирам, се населени со албанско население, додека за село Ложани, во кое што живее македонско население, не ја завршил истата постапка како и за престанатите две села и тука е револтот кај граѓаните од село Ложани и ме замоли да го упатам ова прашање до господинот министер, дали Министерството за транспорт и врски има некакви механизми да стави крај на непринципиелната политика на господинот Зијадин Села. Ви благодарам.
Благодарам. Првото прашање упатено до владата на Република Македонија и одговор се добиете на писмено. Второто е прашање упатено до министерот за транспорт и врски. Одговор се добиете од министерот за транспорт и врски. Повелете, министер. Благодарам, почитувам председателя, благодарам на прашањето. Значи, точно е така, Министерството започна со урбанизација на многу планови. Се работи за проектот Купи куќа за млади. Ние веќе почнавме со изработка на 53 општини, изработка на урбанистички документации за различен тип на план. Согласно претходниот конкурс кој го распише Министерството за транспорт и врски, сите градоначалници од секоја општина можеше да аплицира со по еден барем план што ние би го финансирале. Како што спомна, веќе 53 се во подготовка, односно започнавме со нивна изработка. Би спомнал кои се вака општините за да се знае транспарентно што веќе почнавме да ги правиме овие планови, но во иднина ќе гледаме и дополнително кај што ќе има интерес да продолжиме со изработка на други планови, зборам за урбанистички планови, кои потоа ќе може секој што е заинтересиран да почне со постапка, односно да купи земјиште на тие пацеви. Се работи моментално за општините Радовиш, Богданци, Кончев, Босилево, Валандово, Василево, Дојран, Велес, Градско, Демир Капија, Кавадарци, Неготино, Лозово, Росоман, Свети Николе, Старона Горичане, Кратово, Кривопаванка, Дебарца, Македонски Брод, Воохрид, Берово, Пробиштип, Македонска Каменица, Карвинци, Делчево, Кочани, Виница, Зрновци, Пехчево, Чешиново, Штип, Ѓорче Петров, Зелениково, Рачиново, Илинден, Газибава, Бутел, Петровец, Аеродром Сопиште, Кисела вода, Студеничани, Могила, Крушево, Новаци, Долнени, Ресин, Кривогаштани, Демир Хисер, Битова и Прилеп. Сите овие општини доставија документација до Министерството за транспорт и врски, односно на повикот се пријавија. Ние имавме координирани состаноци заедно со локалните власти и се договоривме за целата динамика, веќе се подпишани протоколи за изработка со Агенцијата за просторно планирање. Од друга страна се распише и посебен тендер за изработка на планови преку буџет на Министерството за транспорт и врски со цел побрзо се стигне со оваа планска документација. Јас очекувам дека до крајот на годината најголем дел ќе бидат изработени и со почетокот на 2017 година ќе може овие типски населби да почнат да имаат своји сопственици, односно да почнат да се продаваат локациите од 1 евро за квадрат, односно потоа на електронска аукција транспарентно секој ќе може да се пријави и во зависност колку има заинтересирани за таа локација, потоа би се надавале за цената и тој што ќе постигне добрата цена ќе има можност во соодветниот број на години да го извади одобрението за градење и да почне да се гради, односно да си добијат свој дом. Паралелно со овој процес и самите проекти и субвенции што ги дава владата на Република Македонија за проектот Купи куќа за млади, и ние ова што го правиме како министерство, односно обезбедиме бесплатни планови, односно бесплатни типски проекти, исто така што ги даваме за самите куќи, да има можност граѓанинот и оној што ќе биде заинтересиран да добие многу бенефити и поволности за севкупните овие проекти што ги прави владата на Република Македонија. Благодарам. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има одговор госпожа Илијана Затуреска. Повелете. Благодарам, почитувам председателе, благодарам на министерот. Ги прочита повеќе општини од Република Македонија. Повторно не ја слушнав општина Струга, што значи дека градоначалникот на општина Струга не се одважил и не аплицира со овој исклучително важен проект од кој што бенефит ќе имаат младите луѓе во Струга. За жал, ова е уште еден само доказ дека градоначалникот на Струга овие 3,5 години буквално ги преспе и не направи ниту еден проект, ниту пак поддржал било каков проект кој што произлегува од владата на Република Македонија. Задоволна сум од одговорот на прашањето, немам дополнително прашање. Благодарам. Благодарам. Исто така трето прашање упатено до министерот за транспорт и врски. Одговор се добиете од министерот. Повелете ми. Благодарам, почитувам председателе. Во врска со канализациониот систем во Ложени, во тек е реализација на проектот изградба на централен цевковод за фекална канализација во селата Ложени, Биџево, Ливада, Догошта, Корошишта и пумната станица кај селото Ложани во вредност од 58 милиони денари отприлики плюс околу 10 милиони денари дополнително за ДДВ. Проектот е во еден дел стопиран, како што каже и почитуваната пратеничка, поради реакции на граѓаните во Ложени, бидејќи не е предвидено целокупно поврзување во Ложени. Јас имав прилика и заедно со пратениците и со граѓаните од населеното место да разговараме дека мора тој продолжно да се надмине. Имавме повеќе состаноци кои веќе локалната самоуправа достави проект, односно почна да подготвува проекти за ова населено место да се доразработи.
односно да намештаните одложени да им се овозможи ист третман како што тоа они го заслужуваат. И јас се согласувам со револтот нивни, бидејќи не може да одделите едно населено место независно дали има македонци или албанци, туку проектите треба да бидат за сите граѓани на Република Македонија. До Министерството за транспорт и врски доставен е проект за изградба на секундарната канализациона мрежа за населеното место Ложани во вредност од 28 милиони денари. Потоа треба во проектот да помине исто така и на Советот на општината Струга, што е многу важно бидејќи настоа ни значи дека тоа е приоритетен проект од општината и треба да произлезе официјално да биде доставен во Министерството, кој јас потоа го препраќам самиот проект до банката која е одговорна за и консултантите за проверување и потоа доколку нема забелешки или има забелешки да воспоставиме повторна комуникација, да ги надминеме тие проблеми ако се појават и предизвици и потоа да може да распишеме тендер. И повторно ќе кажам, средствата ќе бидат обезбедени од Министерството за транспорт и врски и секоја дека овој проект ќе го изградиме со задоволство. Благодарам. Благодарам. Дали претеникот е задоволен да одговорат? Има збор госпоѓа Затуровска Илјана. Благодарам, почитувам председатела. Во името на граѓаните на Ложани сакам да се заблагодарам на господинот министер за неговиот ангажман во насока на надминување на проблемите кои што ги имавме со локалната самоуправа. Јас се надевам дека во Советот ќе помени овој предлог проект за канализацијата, секундарната канализација во село Ложани и ќе се надминат сите проблеми во насока да се завршат проектите за општ интерес на сите граѓани без разлика на етничка припадност. Ви благодарам.